Поведете, колешки Мари. Ви благодарам, председателя. Дозволете на самиот почеток да ги поздравам гостите, односно впрочем тие кои што навистина многу успешно денес го презентира истражувањето во однос на оваа значајна тема, тоа е странското влијание токму тука и во Македонија, а во контекст и на европската регулатива. Јас и во интерес на времето ќе бидам многу кратка, но би сакала да поставам неколку прашања кои што чинам дека експертите тоа како би можеле да ги адресираат. Именно кога говориме за странското мешање токму во Македонија во контекст на европската интеграција, би сакала да чуем размислување колку ние како земја, особено институциите, се подготвени во делот на хармонизација на европската регулатива токму со сајбер безбедноста. Именно чиниме дека е многу значајна. Во собранието влегуваат нов пакет на закони, впрочем 4 закони кои што се однесуваат на дигитализацијата, дали евентуално биле вклучени или дали евентуално имаат некаков асесмент токму на оваа законска регулатива. Меѓутоа, навистина се директно поврзани со реформската агенда, па за нас е и тоа како е исклучително значајно и во тој контекст да видиме како тие закони би можеле или во дадена мера се усогласени со тоа што значи сајбер безбедност или заштита од никое трето мишање. Истовремено, навистина, беше инспиративна презентацијата. Јас запишав одредени прашања кои што би сакале да ги чуеме, имено дека кога ги споменувате одредени држави, нас не интересира врз основа на што правите асесмент или врз основа на што правите разлика, како тие влијаат токму во државата или односно како ги разликувате дали станува збор за кинеско или руско влијание. Имено велите дека имаме трети држави, меѓутоа многу е значајно за нас како парламентарци да случиме врз основа на што се прави разликата дали во тој момент имаме руско или кинеско влијание, односно кој е тој методолошки пристап при кој што го користите. Истовремено во вашата презентација слушнавме дури и примери на европски земји кои што користат одредени методолошки пристапи за да влијаат во рамките на самата Европска унија. И тука би било интересно и да чуеме зошто кога говориме за Европската унија, впрочем споменуваме земји членки внатре во унијата кои што преку одредени медиа outlets се смета дека влијаат или се во таа FIMI класификација која што вие споменавте. Повторно ви благодарам за анализата. Верувајте дека за нас како членови на Комисијата за одбрана и безбедност навистина ќе служат и во понатамошната работа. Верувам дека ќе имаме и понатамошна соработка и навистина сум благодарна и на институтот, меѓутоа и на поддршката од британската амбасада. Имено кога сме токму кај британската амбасада, ќе си го спомнеме проектот Новото стратешко партнерство, кој што впрочем и во самиот акцијски план предвидува компонента, односно проект, кој што значи или политика доколку милувате, заради тоа што тоа е нешто што во периодот кој што следи ќе се разговара, а кој што се однесува и на сајбер безбедноста, односно зајакнување на институција тука дома, а кој што нормално треба да придонесат кон една како велиме посериозна одбрана и од овие трети или надворешни влијанија и така натака. И многу интересно заради тоа што истовремено Британија заедно со Европската унија потпиша договор впрочем за одбрана и безбедност и никако чинам дека сите како носители на јавни функции, но тука и невладиниот сектор, тука се медиумите, би рекле сите чинители кои што имаат одговорност да креираат јавно мислење, треба подеднакво одговорно да пристапиме во креирањето на вестите, меѓутоа и истовремено да внимаваме во однос на информациите кои што ги пласираме и во вистинитоста, ако милувате. И чинам дека со една вакво партнерство навистина придонесуваме кон една навистина обединета Европа во еден ваков поширок геополитички предизвик кој што сите се наоѓаме. Ви благодарам.